Почитувани присутни колеги, председателке на Судскиот совет. Го разгледуваме извештајот за 2021 година за сработеното на Судскиот совет во текот на оваа мината година. И морам да кажам дека онака како што изгледа извештајот, сушност нуди податоци кои што даваат одредена слика, меѓутоа незадоволувачки резултати од работењето и незадоволувачки, односно не е задоволувачко сето тоа што можеме да го видиме со оглед на тоа што имаме процент на доверба во судството кој што е најнизок од било кога досега. Значи, СДСМ дојде на власт во 2017 година ветувајќи ветинг, ветувајќи реформи, ветувајќи зголемена доверба, но да видиме што направи. Преку било кој еден извештај кој што го разгледуваме овде во собранието, можеме да го видиме потполно истото. Оваа година Судскиот совет избрал најмалку судии. Компаративната табела на извештаите на Судскиот совет ја имам пред мене од 2019, 2020, 2021 година и морам да забележам дека оваа година имаме рекорден најмал број на судии избрани, само 6. Исто така намален е и бројот на поротници. Бројот на поротници оваа година е 112, за разлика од претходната кога бил 255. И замислете, ако 70% од судовите во Република Македонија се оценуваат како неажурни, тогаш не ја разбирам потребата или не разбирам зошто не може да се изберат повеќе судии поротници, не може да се направи методологија која што ќе утврди колку судии кога ќе бидат потребни или да се почитува истата таа и навистина е поразително ако кажуваме дека нема доволно кадар кој што произлегол од Академијата на судии и јавни обвинители, кога во исто време вие учествувате во креирањето на бројката на судии кои што ќе бидат примени на оваа академија. Неприфатливо е со 8% доверба во судството ние да имаме извештај кој што ќе вели дека имаме Врховен суд на Република Македонија кој што е неажурен, Управен суд кој што се оценува како неажурен, Апелационен суд Скопје неажурен, Апелационен суд Битола неажурен, Гостивар неажурен, Апелационен суд Штип неажурен. И сега гледаме извештај во кој што вие не забележувате што е постапено во врска со неажурноста на овие судови. Јас не можам да видам зошто се овие судови неажурни. И таму ли недостасуваат судии? Таму дали има стари предмети? Дали има таму нерешени предмети во апелационите судови? Чива е одговорност? Вие ги назначувате и председателите на овие судови. Чива е одговорноста за неажурното работење на овие вакви судови? И уште една забелешка имам. Преку компаративната анализа која што се обидов да ја направам, во 2019 година од 27 основни судови, 17 се неажурни. Во 2020 година од 27 основни судии, 16 се неажурни. Оваа година од 27 основни судии, 13 се неажурни. Но она што мене ми смета е тоа што постојат судови кои што 3 години поред имаат неажурност. Истиот суд, истиот председател на суд, Основен суд Битола, Основен суд Струга, Основен суд Гостивар, Основен суд Кичево, Основен суд Радовиш. Дали не е очигледно дека постои некаков проблем? Имаме таму председатели кои што се непроменети. Имаме таму резултати кои што очигледно не се задоволителни. И очекував од извештајот дека ќе видам некакви конкретни мерки, односно дека е превземено некакви конкретни чекори со кои што се
да се подобри работата на овие вакви судови. Меѓутоа, како да се подобри кога, почитувана председателке, вие носите програма за работа на Судскиот совет за 2022 година, кога сте вие председател, меѓутоа е потpuno истата програма од 2021 година. 2021 година програмата ја има донесено предходниот председател на Судскиот совет. Верувајте, нема променето ниту точка, ниту запирка од истата програма. Јас се прашувам, дали толку имаше оваа програма значителен успех за 2021 година, а сега го гледаме извештајот и гледаме дека е поразителен, и затоа сега вие го копиравте истата програма за работа на Судскиот совет и во 2022 година. Најмалку што очекував во програмата да фатите забелешките кои што ние сега овде ги зборуваме. И во програмата да ги ставите сите овие забелешки, односно да ставите дека ќе добијат санкции, укори, јавно кажување за председателите на судовите кои што очигледно имаат проблем со својата работа и неажурност. Понатаму ќе направевте некаква програма со која што задолжително веќе ќе почневте со имплементација и на методологии, и на стратегии, кои што знаеме дека постојат, односно уште минатата година зборуваме дека имате изработено некаква стратегија. Навистина, ако по утрото денот се познава, како што кажуваат старите, гледајќи ја програмата, не можам да очекувам дека и наредниот извештај ќе биде нешто подобар, бидејќи е копи-пейст препишан од предходната година, од предходниот председател. Ова е една забелешка која што се надевам дека ќе ја земете во предвид, бидејќи секогаш треба да се трудиме да го дадеме својот максимум во надлежностите и работата во која што ни е дадено. Многу е лицемерно да се зборува во програма за вредности и принципи во кои што никој не верува. Имате ставени одредени приоритети, меѓутоа истите се исти години наназад, не е тоа само сега за вас, значи истата програма стои и предходни години, и истите вредности, принципи, истите приоритети, меѓутоа резултати нема. Очигледни резултати нема. Еве, например, како приоритет во вашата програма пишува дека постојат препораки, односно давате препораки за судовите и обезбедување поголема соработка со Министерствата за правда и финансии. Па како ние можеме да го гледаме извештајот кога ниту едно зборче немате напишано во извештајот за реализацијата на програмата? Односно, што имате изреализирано од овие приоритети? Во која мера? Значи, општо е наведено све, статистички. Меѓутоа, ние не гледаме дали е зголемена соработката, односно, дали сте имале вие одредена иницијатива до Министерството за правда, а истото ви удоволило. Или сте одржале одредени состаноци, или, например, пишува тука подобрување на угледот на судот. Подобрувањето на угледот на судот не може да се направи од еден ден за друг. Меѓутоа, не можете вие да го пишувате како приоритет, ако во истото не можете да влијаете. Организирање настани и представување на работата на судовите и Судскиот совет. Ние секој ден гледаме и медиуми, гледаме и портали, ние немаме видено ниту еден настан кој што го е организирано. Организирање на дебати за предизвиците со кои што се соочува судството. Ова е приоритет на Судскиот совет во програмата и за 2021 и за 2022 година. Па сега јас би ве запрашала, доколку кажувате дека имате дебата, зошто не иницииравте една дебата за законот за суди и јавни обвинители, за кој што еве ние тука се обидуваме да дебатираме и да уочиме на недостатоците кои што постојат во овој предлог закон. Ако направевте вие, како судска фела, една ваква јавна дебата, во која што ќе заземавте одредени ставови, тогаш ние ќе бевме посилни со аргументи, како опозиција, меѓутоа и колегите од власта ќе беа многу посилни кога ќе застанеа и ќе кажеа ова е тоа што го бараат судиите, ова е тоа што го бара Судскиот совет и ние треба да направиме закон кој што
биде квалитетен. Не закон кој што ќе биде со печат на власта на СДСМ или со печат на власта на ВМРО-ДПМН. Не е тоа битно. Ние ако треба да направиме реформи во судството, треба да ги направиме со квалитетни законски решенија. Меѓутоа, вие, како председател на Судскиот совет, треба да бидете водич во сето ова. Односно, искуството кој што го имаат и вашите председатели, и судиите со кои што секојдневно соработувате, оние што се членови на Судскиот совет, можат и тоа како да придонесат во квалитетни законски решенија. Меѓутоа, жал 2 години сум овде како пратеник во собранието, ниту една ваква иницијатива немам видено. Меѓутоа, секоја година ги пишувате во вашите приоритети. Заштита на судиите од притисоци и заштита на независноста на судството. Да, тоа треба можеби да биде една од вашите приоритети, меѓутоа според мене треба да бидат и приоритет и заштитата на основните човекови права, кои што секојдневно се кршат во судовите од страна на судии, кои што воопшто не ставаат, односно не внимаваат на сето тоа, а после се враќаат како предмети кои што на Страсбур се враќаат назад, ги губат, државата ги губи предметите и се плаќаат милионски суми на пари. Имам многу тоа што да зборувам за овие ваши приоритети, за остварување на поголема, например, финансиска независност. Истиот овој приоритет ви бил години наназад. Меѓутоа, буџетот, како што гледам, не е зголемен. Треба да дојдете овде во собранието, ние сме тие. Пратениците се тие кои што го носат и ребалансот, ние сме тие кои што гласаме. Ние и власта и опозицијата сме на истиот став. Сакаме да имаме подобро судство. Граѓаните, младите луѓе од Република Македонија се селат заради тоа што економски не сме стабилни, меѓутоа еден од основните причини е тоа што немаме правна држава. Конечно мораме да вложиме во сето тоа. Дојте кога ќе има ребаланс на буџетот. Ќе поднесеме амандмани, ќе поднесеме комисиски амандмани, со кои што ќе ги прифатиме вашите барања и со кои што ќе добиете подобри услови за работа, меѓутоа и подобри услови за да може да имаме право раздавање во оваа држава онака како што доликува. Исто така и проценка на кадровската потреба на суди и јакнење на човечки ресурси. Гледаме дека во минатото и покрај приоритетот што бил ставен во програмите, не било убава видена сликата за тоа каков кадровски потенцијал имаме ние. Имаме многу паметни деца, кои што многу луѓе кои што имаат желба, кои што имаат капацитет, кои што се пријавуваат за да бидат избрани во Академијата на суди јавни обвинители. Меѓутоа, за жал, гледам дека само избрани во наводници се после академици на оваа Академија за суди и јавни обвинители. Меѓу другото, она што би сакала да го споменам е всушност и она што го гледам од вашиот годишен извештај за работата на Судскиот совет, последниот дел, она што мене можеби најмногу ме интересира, а тоа е препораките и заклучоците. За прв пат, мислам дека во претходниот извештај немаше препораки и заклучоци и ова е добро. Тоа значи дека можеме на крајот од оваа комисија и заеднички да усвоиме одредени заклучоци, кои што сметаме дека се прифатливи и кои што мислиме дека треба да одат како насока од собранието, како треба да се движиме понатаму. Меѓутоа, разгледувајќи ги заклучоци, јас морам да кажам дека поголемиот дел од реализација на истите зависи исклучиво од Судскиот совет. Значи, не можете да кажете дека Судскиот совет во текот на 2020 година ќе започне, како заклучок, ќе започне со практична имплементација на методологијата, туку треба веднаш да го направите тоа. Односно, методологијата ја имаме веќе 2 години. Вие требаше до сега да почнете да ја имплементирате. Затоа што не е политика
не треба да биде политиката присутна во судството. Ако е еден денес председател на судскиот совет, утре ќе биде друг. Методологијата ќе остане иста. Вие треба да ја спроведете методологијата, иако ние немаме никаков удел во истата. Ви веруваме. Спроведете ја оваа методологија и некако заклучок, туку уште утре почнете со имплементација на истата. Оваа методологија ќе можеби очекуваме да даде резултати. Наредниот извештај, кој што ќе биде повторно доставен во ова собрание, сакаме да видиме резултати од оваа методологија. Односно, како сте ги оцениле судиите по однос на истата, со одреден табеларен приказ на основни судии, основни судови во Република Македонија, колку судии, кои оценки ги добиле судиите, за да можеме сите да имаме увид во ова, а не набрзо потоа кога ќе треба да биде избран судија во некој посебен или повисок суд, на тајна седница да се седне и оние судии кои што имаат политички мотиви и политичка подршка да бидат назначувани во повисоки судови, затоа што ние имаме секојдневно такви примери. По таков пример неславно е ставена и Кацарска за судија во Врховен суд. И сега таа истата председателка има Уставен суд, се извинувам, во Уставен суд. И сега таа истата председателка има, гледаме, неажурност. Значи, со оглед на дигитализацијата и вашата желба за дигитализација и заклучокот кој што го имате донесено во овој ваш извештај, дигитализацијата на судството зависи од пари. Тоа зависи од власта. Ако тие не ви удоволат, ние пратениците може да удоволиме. Ке дојдете овде на ребалансот на буџетот, ако може да има пари за бадеми и лешници, за цветови, за нови возила и така натаму, за расипничко трошење на владата, ќе има пари за дигитализација на судството. Затоа што не може едни исти судии да судат предмети по висока корупција или предмети од некогашното СЈО едните исти. Очигледно затајува Акмисот или затајува некој поединец кој што го притиска копчето за да бидат избрани судиите. Судскиот совет вели во континуитет да продолжи соработката со судовите и со другите институции за да се изгради систем на доверба. Сега, ова намерно го оставив на крајот, за да можам да ви прочитам неколку аспекти од извештајот кој што го гледавме една недела претходно, а тоа е извештајот на Народниот правобранител. Овој извештај е навистина исто така еден детален извештај, еден предобар извештај, во кој што се опишува буквалната состојба во секоја пора на општеството, во секоја една институција, секаде каде што се кршат основните човекови права и секаде каде што омбудсманот морал да реагира. Ви препорачувам да го земете овој извештај заради тоа што и тоа како има за заштита на човековите права во областа на правосудството. И сега ќе ви прочитам неколку цитати со кои што ќе го пренесам ставот на омбудсманот, а во исто време ќе видите од еден објективен, бидејќи можеби ние сме субјективни како пратеници од опозицијата, ќе видите од еден друг аспект зошто немаме напредок во реформите, односно ако постојат реформи во судството и зошто нема напредок во зголемувањето на довербата на граѓаните. Оваа извештајна година, значи зборуваме за истата година, 2021 година, Народниот правобранител имал примено 436 представки од областа на правосудството. И тоа, значи, се констатира дека повторно имаме зголемување на нивниот број со оглед, односно во споредба со претходната година. Преку анализата на содржините на представките, се постапувало во поголем број од нив и Народниот правобранител на дел од нив им одговорил дека е ненадлежен, меѓутоа за дел од нив постапувал и тие се значи констатирал
дека останува голем број на преоднесени претставки кои се однесуваат на веќе завршени судски постапки, каде што се бара да се изврши промена на судската одлука и се укажува на незаконско работење на конкретни суди. Значи, ако имаме претставки кои што кажуваат за незаконско работење на конкретни суди и истите се пристигнати до омбудсманот, значи тоа е некаква документација. Доколку би имале прилика и вие, како судски совет, да ги разгледате овие претставки, а со оглед на тоа дека има рок за поднесување одговорност на одреден судија до 3 години, тоа значи дека некој може да постапи и да покрене постапка и без разлика што е завршена постапката. Народниот правобранител во врска со претставките за прибирање информации навремено постапувал и значи дел од предметите со ваква содржина помогна подносителите да ги остварат своите права. Во поглед на неоправдано одложување на постапките и непочитување на принципот за судење во разумен рок, Народниот правобранител констатира голем број на повреди од Основниот граѓански суд Скопје. Тоа е истиот основен граѓански суд Скопје кој што е оценет како неажурен, посебно во споровите од работен однос. За отстранување на конкретните повреди, Народниот правобранител даде неколку препораки и укажувања за начинот на нивно отстранување, односно ја истакна потребата судот без било какви формални изговори да го почитува начелото на судење во разумен рок и носење на одлуки во определениот законски рок. Сега, по ваквата констатирана состојба и превземени дејствија од страна на Народниот правобранител, Основниот граѓански суд Скопје воопшто не превземаше дејствија за промена во динамиката на водење на предметот, туку повторно донесуваше формални одговори во кои е дадено објаснување што е превземено во текот на постапката и дека причини за одложување на постапката се големиот број на предмети. Народниот правобранител за претставките во кои што бараше промена на судски одлуки и се посочуваше дека одредени суди работат нестручно и несовесно, кажуваше дека не е надлежен да постапува, меѓутоа по ваквите наводи, меѓу другото им беше даван правен совет и понатамошна заштита да се обратат до судскиот совет. Во извештајот, дали е толку тешко да се напише кои се писмата, кои се поднесоците кои што ги има поднесено Народниот правобранител или другите институции? Бројка гледаме. Постои. Имате статистички податок кој што кажува колку по број се поднесени претставки или ургенции или некакви писма, дописи од страна на други институции, Министерство за правда, гледам, омбудсман, меѓутоа содржината, суштината, што е постапено од ваша страна или како завршил истиот овој предмет, не го гледаме. Исто така, значи понатаму, воопшто не е спорно дека доставата и експедитирање на пресудите и решенијата до странките и до Вишиот управен суд се исто така проблем, кога одлучува по жалба на одлука на управниот суд, се врши со задоцнување, некогаш и по неколку месеци. Управниот суд, дури и по барање на Народниот правобранител, не доставува навремени одговори, а истите не ги содржат ниту бараните информации или се од формална природа. Токму затоа, Народниот правобранител е принуден да превзема дејствија со кои на управниот суд му се укажува на неопходната потреба од почитување на надлежностите на Народниот правобранител, кој придонесува, односно исклучиво се во насока на заштита на уставните и законски права на граѓаните и сите други лица, вклучително и пред овој суд. Управниот суд, замислете, не го почитува Народниот правобранител. А како да ги почитува предметите и луѓето кои што имаат поднесени, односно кои што се таму во споровите. И после се чудиме од каде е ова 8% доверба во судството. Еве токму од ова. Затоа го читам. Веројатно не сте имале прилика да го погледнете и да го видите. Ова е поразително да го пишува во извештај.
Тоа значи дека вие институционално, само декларативно, да пишувате како една од вашите приоритети и цели дека ќе соработувате со институциите. Не, ако треба и ќе ги казните председателите на овие судови кои што не постапиле по барање на народниот правобранител, затоа што или по судење од разумен рок или по други вакви предмети паѓаат пресуди на Страсбур. Паѓаат пресуди на Страсбур и луѓето добиваат отплата, меѓутоа плаќаме сите ние граѓаните, затоа што некој судија своеволно се однесувал и не почитувал ниту став од народниот правобранител. Има уште еден елемент кој што би сакала да го прокоментирам, а е од овој извештај, а тоа е таму каде што народниот правобранител се јавува како пријател на судот. Само да го најдам. Значи, и овде имаме забелешки. Во одреден дел судиите ги прифатиле забелешките на народниот правобранител заради тоа што согласно законот како пријател на судот може да учествува, односно да кажува одредени работи на суд. Ги прифатило одредени суди и ги прифатиле нивните забелешки, меѓутоа одредени суди ништо не прифатиле, односно никако не реагирале и покрај укажувањата од страна на народниот правобранител. И сега, ако ние како пратеници го имаме увид сето ова, срамно е во судскиот совет да нема статистика дека одреден судија не постапил по налог на народен правобранител. И утре кога треба да се оценува неговата работа, да си добие оценки, бидејќи овој аспект никако нема да биде во предвид. Не гледам политички на работите и не сакав политички да дебатирам, туку напротив, сакав само да укажам од воочливите недостатоци на целиот овој наш систем. И да порачам дека од нас зависи како ќе се развиваме понатаму. СДСМ дојде на власт со паролата нема правда, нема мир, меѓутоа ниту правда има, ниту мир има. 5 години се на власт. Реформи нема никакви. Оној кој што требаше да ги води реформите во судството си замина. Ги остави и партијата, ги остави и реформите во судството. Никој со прст не мрднал за било какви реформи. Знам дека ви е тешко и дека се борите како председател на судски совет, може би и сама, затоа што секој има одреден рок од 2 години во кој што постапува, меѓутоа се бориме и сите ние. И битно е секој поединец што ќе направи за подобро утре, за нашите деца да останат овде. А голем ефект во сето ова има и судството во Република Македонија. И јас се надевам дека наредната програма за работа на судскиот совет нема да биде ископирана од претходната година и нема да биде со истите цели и принципи, затоа што навистина имаме толку голем број на работи кои што можат да бидат додадени. Се надевам дека наредниот извештај на судскиот совет ќе има многу повеќе податоци, ќе биде во поразлична содржина, ќе има конкретни работи, причини, зошто, конкретни мерки, што е постапено од страна на... Видов дека има одредени помалувања, не дека не, меѓутоа ова е многу малку. Со оглед на огромните проблеми кои што ги имаме секојдневно во судството, ова е минорно. Ви благодарам.